Dajmo popreveriti. Dobro večer. Добре дойдохте. Не мога да изключите ги своите мобилни телефони. Има на тия особи. Моите беше комари бабички. Добре. Времето досега беше море, што полека се бранува помеѓу големите брегови на вечност. Сега личеше на брз тек на река, што неповратно ги носи миговите. Ова го били Ахмед Нурудин, дервишот и Селимовиќ. Тој е дервиш, па кај него прво морето, а потоа реката. Кога станува кадија, времето за него станува река. Но кукичката за птици преселници е обратна. Ке почнеме од реката, па ќе се влееме во морето. Реката е хоризонтална. Таа тече и во однос на морето таа е плитка. Реката е историското време. Линеарното време. Реката овде во кукичката е метафора и за земните патувања. За преместувањата на телото од една во друга точка. Од еден во друг граница. Живеам меѓу две заминувања. 3 града и неколку преградки. Сите различни. Патувам. Ги мијам следовите, ливото му го фрлам на главите, а лиштата недосушени ги пакувам. Патувам. Го проверувам шпоредот, бойлерот, машината за перење. Патувам. Во фрижидерот повторно ќе останат текли со недојадени маслинки, цвекло, сладко од шумски јаготки. Патувам. Затворам сите прозорци и сите ролетни ги спуштам за сонцето да не атопли собата додека не сум таму. Патувам. И закучувам вратата, па ја отклучувам, проверувам. Сите прозорци се затворени, сите ролетни спуштени, светилките исклучени. И бойлерот, и шпоредот, и машината за перење. Патувам, а одам веќе. Нигде не мислам. Има нешто во мене што би можел да го кажам овој миг на длабоко. Сега кога ме боли крстот од седиштето во автобусот и од сите непотребни часови престедени пред екранот или туку така престедени со погледот вперен во некоја неостварена предвидливост или во некој страх од некоја ненајавена посета, од оној од кого стравот е најголем. Сега
кога телото не ми е храм, кога градилиште омеѓено и напуштено, полно гнилеш и мирисна мочка. Но сега има нешто во мене што не можел да го кажам. Јас мълчам. И да слушам. Автобусот рече си празен. Кондукторот ги проверува картите, шоферот се кара со патниците, патниците ги караат своите деца. Циганка со бебе во рацете бара милостина таму каде што патниците го чекаат својот кус. Пушачите ја допушуваат цигарата и до горче да го фрла до корпата за отпадъци. Семкарот никогаш не иска семки. Любимиот пишува порак на бебената, љубовникот на швалерката, на полковникот нема кој да го пишува. Пензионерите читаат вечерни новости и чуваат замастен чешел во внатрешниот джеп од кардиганото палто. Они што доцнат, минуваат напред. Они што веќе таму, чекаат. И се тоа има некаква смисла. Детска градинка Наумовски Борче. Целодневна у Йохан Хайнрих Песталоци. Роден во Карпуш 2. Скопје. Во близината на уличката што му гостува на Скопје. Важен податок. Мал пил поза од апче. Мојот единствен вистински пријател од Одета Банковци. Мојот побратим Бранимир Станковиќ брат. Градови. Шетам низ градовите како да сум тамошен, без фотоапарат во вратата. Не се зверам по зградите и не ја имам од дома научено нивната историја. Домакините не ја препознаваат мојата